Значи ова сега што го гледаме денеска, имате привилегија да видите први што ќе го видите. Што ќе извадите тоа после, бајате што сметате, не е проблем, све е јавно, достапни се податоците. Така да ова не е голема, мислам анализата е голема, меѓутоа се првични согледувања од анализата, тоа сакав да го потенцирам да бидеме на чисто, така да откако ќе завршиме со овој консултативен процес, ќе видиме евентуално ако има потреба нешто во методологијата да испегламе. И на крај ќе излеземе со, да кажеме, со бројки кои што ќе бидат методолошки прифатливи за сите, нормално, бројките се такви какви што се. Иначе пристапот беше поприлично едноставен. Чи дзирнавме во Централен регистар во годишните сметки на сите компании од 2010 нааму, кој кога почнал со работа, нормално, мислам дека првата годишна сметка од 2010. И разгледувано е по 6 или 7 параметри различни. Значи, зборуваме за приходи, добивка, уплати кон буџет, имате еден сегмент државна помош, вработени. Кога зборам уплати за буџет, зборам секако данок на добивка персоналец, меѓутоа и придонеси. Како се движела продуктивноста, извадивме податок продуктивноста на трудот, што е многу важен податок, продуктивноста во однос на платите, што е многу важен податок. И извадивме колку компаниите имаат фактички поврат на вложените средства во овој период. И вака као едни вака многу генерални заклучоци, првични пак кажам на бројките кои што ќе ги дзирнеме сега. Ќе споделиме анализава, не е проблем. Мислам презентацијата дека во принцип компаниите растат и тоа растат стабилно. И од аспект на приходи и од аспект на добивка. Значи ќе видите дека во просек и добивката и приходите растат со двоцифрена стапка во просек во изминативе 10 години. Втора важна, да кажеме, втор важен заклучок или првичен заклучок што може да се изведе од ова дека секако бројот на вработени расте. Со малку зголемена динамика од 2016 година нааму. Приходите во буџетот растат, повторно со зголемена динамика од 2016 година нааму. Има и интересен тренд на движење на продуктивноста на трудот во однос на платите. До 2016, значи не е политички, него стварно така ќе ги видите бројките. Значи до 2016, односно 2017 година трендот на пораст на продуктивноста е повисок. Продуктивноста побрзо расте од колку што растат платите, а од 2017 обратно. 2017 платите пак побрзо растат од колку што расте продуктивноста. Значи во континуитет растат и платите и продуктивноста. Економски гледано, значи ни едната ни другата ситуација не е исправна. Бидејќи ако во првиот период кога продуктивноста расте побрзо од платите, тогаш фактички компаниите се во подобра позиција од работниците. Во другата ситуација пак работниците се во подобра позиција од компаниите. Така што нашата цел ќе биде понатаму секако овие трендови да ги спегламе, фактички да гледаме иста динамика, односно растот на платите да ја следи продуктивност и обратно. Значи да немаме веќе такви дискрепанции. Сега зашто го направивме ова? Не го направивме за да се занимаваме со податоци што било претходно. Ова е многу важно за да видиме нормално. Прво во изминатава декада кои се ефектите, да кажеме, од вложувањата во зоните на компании и за самите компании, меѓутоа и за државата и за луѓето, тоа е број 1. И број 2, сакаме со ова и со дискусијата што ќе поттикне, ви кажав, барем академска заедница и деловна заедница ќе следат, значи два циклуси на презентација, на дискусија и за методологијата и за бројките. И врз база на ова фактички сакаме да иницираме еден процес на веќе разговараме фактички со делот од поголемиве консултантски куќи, ревизорски, со Прайс конкретно, значи да иницираме еден процес на изработка на нова методологија на доделување на државна помош, која што во некоја фаза, да кажеме, во наредните 3 или 6 месеци би поттикнала, можеби, односно очекувам и ќе инсистирам на тоа, да одиме на целосно нов концепт на, зборам и институционално и законски, на поттикнување на инвестиции. Значи тоа што веќе сега го правиме во изминатава година, што не го најавуваме, ние веќе го пилотираме, да кажеме како концепт, потпрен на овие сознанија што ги имаме тука и на дискусијата што ќе водиме понатаму, некада би требало до наредни 3 до 6 месеци ни доведе до и нова методологијата ќе се потпира на постојните законски решенија и институционални решенија, меѓутоа во некоја следна фаза, повторно кажам, ова се планови за 2022 веќе, да стигнеме до целосно нов концепт на поттикнување на инвестициите.
во државата. Повторно кажам, базирано на оно што сме го научиле до сега. И на оно што сметаме дека треба да биде приоритет за државата во наредниот период. Така да, значи има причина зашто е ова направено и дополнително она што го кажав пред извесен период, го кажав знаејќи го ова што го гледаме тука и она што го соопштивме на почетокот, тоа е дека платите мора да растат на превозоните бидејќи се односно беа пониски од просекот во економијата, мислам дека бројките за 21 година ќе бидат доста подобри. Значи одиме со поинаква порака кон потенцијалните странски инвеститори. Значи веќе разговараме за една пилот кампања, помала ќе биде, нема трошиме многу пари, ќе тестираме само со економист, во која што пораката ќе биде растеме заедно. Што ни е слоганот на кампањата и ќе се потпира уствари на учинокот на компаниите во изминатиот период. Значи главна порака ќе биде дека сите оние што инвестирале во Македонија не погрешиле, базирано на бројки. Значи она Македонија земја нефтина работна сила го избришавме од сите, да кажеме, концепти, од сите брошури или сите промотивни материјали кои што ги презентираме пред странските инвеститори. Така што го менуваме пристапот и сега одиме со пораката, значи растеме заедно. Повторно базирано на оно што се случувало и што се случува во изминатите 10 години врз база на искуствата на самите компании. Че немаме ветување, него имаме едноставно реална ситуација која што со новиот концепт очекуваме дополнително да се засили. Бенефитот, повторно кажам, секако достане на страната на компаниите, меѓутоа јас би сакал да видам оној потенцијал кој што реално постои, ќе ги видите бројките посебно во делот на приходите во буџетот и посебно во делот на платите за луѓето, да можеме дополнително да го искористиме. Ова е чисто само као увертира, се можеме прекинувате кога сакате, не е проблем. Анализи на параметри од годишни сметки, 32 компании, има тука овој методолошкиот пристап, се нормализираат просечни вредности, така натаму, во принцип се зема во предвид кој субјект колку тежи. Значи не е тоа дека ако еден дава 1000, а сите други даваат едно, дека во просек ќе биде 500, него колку тежи групата се зема во предвид за да може да се земе реалниот просек и да се видат реалните вредности. Реков од годишните сметки, значи едноставно достапно, јавни податоци, централен регистар. Еве ги приходи од работење, нето добивка, нето загуба, просечен број на вработени, плати на доместоци од плата, трошоци за даноци на плати на доместоци, придонесите, данок на добивка. И ова што го изведовме како индикатори, а тоа е еве просечен годишен пораст на приходи од работење, просечен годишен пораст на просечен број на вработени, добро. Просечен годишен пораст на плати на доместоци од плата, просечен годишен пораст на вкупни уплати кон држава, пораст на продуктивност, поврат на капиталот, многу важно. И еве го анализиран период 2010-2020. Беше дополнително поделен на два меѓу периоди до 16 до 17 до 20, бидејќи имаше значително отстапување во некои параметри. Вика вака, значи вкупно приходи во период 2010 до 2020 година 875 милиарди, ова е во денари, односно 876 малтен. Понderиран годишен пораст на вкупно во однос на вкупното портфолио на приходите, значи годишно растат во просек 16%. Ова друга стапка CAGR, тоа е методолошки, тоа малце комплицирано се објасни, меѓутоа мислам дека во принцип не е за публиката, и мене ми е комплицирано ако сум економист. Така да тоа ќе го ставиме за академската расправа, меѓутоа клучен параметар ни е дека ова е вкупниот износ на приходите за сите субјекти, на ниво зборувам на ниво на година, односно на субјект, просечниот годишен пораст на приходите изнесува 16%. Еве и како се движели приходите по години. Ова е за вкуп за целата група. Значи имаме континуиран раст од првата година и благо намалување во 2020 година ради ефектите од пандемијата. Меѓутоа имаме стабилен пораст во текот на целиот временски период. Ова е истото во принцип. Со тоа што ова е со стапка на пораст како растеле на почетокот на периодот, секако стапките се доста повисоки, тука имаме 186%, ова е во однос на претходната година. Меѓутоа после тоа како достигнуваат одредено ниво се стабилизира, така да е 30%, 17%, 16%, 22%, па 8%, па имаме 2020 нели ради пандемијата патот
9,41, оваа година сме секако плюс, бидејќи заклучно со 10 месец изводот беше 8% повисок од 19-та, 20% некаде во 20-та, така да согласно тоа мислам дека приходите ќе бидат во однос на 20-та бар 20%, а во однос на 19-та сигурно 10% нагоре. Така да трендот очекувам да се задржи понатам. Го нивото на приходи 16-20-та. Ова е просечни приходи секако во работењето, 96 наспроти 135, така да имаме секако значителен пораст. Во однос на бројот на вработени, значи во периодот просечно изнесуваат 1289, значи просечно годишно во целиот период, секако тоа е повисоко. И имаме просечен годишен пораст во целиот период од 83%. Овие се методолошки објаснувања, ево како се движел бројот на вработените во текот на годините. Дека се гледа и годишниот пораст во однос на претходна година. Значи стабилно расте, секако на почетокот на периодот значително повеќе бидејќи вредностите се пониски и ево веќе се стабилизира 37, 60, 55, 23, 10% 2020 имаме некој благ пат. Ова е на просечниот годишен, значи не на крајот на годината, него во просекот за сите месеци од некаде 1,55 во минус, со тоа што оваа година мислам дека сме негде на ниво 14.150, така да ќе има ситно плюс. Просечно се однесува, ова е просечен број на вработени во самата година, значи број на вработени во јануари и број на вработени декември просек се вади. Значи не колку бил на крајот на годината, него просечниот и ова е за сите компании зборува. Така да во моментот сме некаде, годината е завршена, односно просекот 2020 беше нешто под 14.000, сега сме негде на 14.150, ако не се лажам. Така што и тука имаме, да кажеме, релативно стабилни бројки од аспект на просечниот пораст на бројот, со тоа што како се зголемува бројот, нормално нели во релативен износи се намалуваат процентите. Ево бројот на вработени со пресек 16-20. Значи дупло имаме за 4 години. Така да имаме значителен пораст во однос на претходниот период. И пораст на плати на доместоци на плата. Значи просечна плата месечна во период 2010-2020 26.965. Го просекот на раст на плати во период 11-20, значи годишно просечно растал 10%. Се она што ви го кажав што е важно, 11-16 просечно само 2, 17-20 просечно 13. Понderиран просек на месечна плата во период 10-16 21.700, понderиран просек на месечна просечна плата во период 17-20 28.686. Нето плата. Ево нивото на плати. Во рамки на просек се, да, ви. Да, ова се податоци без една компанија, мислам, така да во принцип се во рамки на просек, да. Со тоа што годинава, односно, да, за 21 очекувам дека ќе идеме више над просек. Уплати кон државата. Вкупни уплати кон државата во период 10-20. 10 милиарди 881 милион денари, односно колку ми го дошло тамо 160 милиони евра. Понderиран годишен пораст за сите субјекти, значи годишно колку растела уплатата, стабилни, поприлично високи 70%. Што тука се подразбира, еве ги, што влегува тука. Значи придонеси од социјално, даноци на плати, односно персоналец и данок на добивка. Што е 70%? 70% годишно во просек растат уплатите на компаниите кон буџетот. Ова е како се движат по години, ова се вкупни уплати. Еве како се движат. Значи почнуваат секако на почетокот на периодот, ова се во милиарди денари одека. На почеток секако многу малце бидејќи почнуваат со работа, се движи до одреден период и 17-та више имаме значително зголемување на уплатите.
така да стигнуваме некаде вкупни уплати 2020 година се негде на нивоот 2,5 милиарди денари, чита е негде околу 40 на милиони евра. Ние правихме некои проекции сега за Министерство за финанси, само ова не е за споделување пошто работна верзија. Ние тоа правихме некои проекции како ќе се движат приходите од компаниите во наредните 4 години, за да може да се предвиди колку ќе дадат придонес во намалување на дефицитот на буџетот. Така да овие бројки значително се зголемуваат сега, вклучително и со нови инвестиции кои што ги подпишуваме сега, така да нивото од некаде 40 милиони очекувам дека релативно брзо зборуваме наредни 2 до 3 години ќе достигне 80 до 100 милиона на годишно ниво. Евра. Значи оваа бројка од 2,5 милиарди некаде би требало да добаци до 5,5 милиарди на годишно ниво. Денари. Еве во годишниот пораст на уплатите во буџетот. Значи најголем пораст е 17-та, негде во однос на претходната година е скоро 320%, па имаме мал пад, па следната година имаме раст од 30%, минатата година ради падот на приходите, вкупниот пад на приходите на компаниите, падот на уплатите кон буџетот е некаде околу 9,5%. Нивото 16-20 во денари секако, од негде 560 милиони во 16 до 2,4 милиарди денари 2020 година. Еве продуктивноста на трудот, како се движела, бидејќи имавме доста критика. Кога ние критикувавме за нивото на платите, компаниите кажуваат дека трудот, односно работниците не се доволно продуктивни. Еве бројки кои што покажуваат нешто поинако. Значи просечен годишен пораст на продуктивноста на трудот за период 2010-2020, значи 55%. Со тоа што значително побрзо растел во периодот 11-16, а во 17-20 оди побавно. Расте, меѓутоа оди со побавна динамика. Нитоа клучна констатација дека продуктивноста на трудот во разгледуваниот период расти, тоа значително, со значителна стапка. Ево повратот на капиталот за самите компании. Значи во период вкупен 2010-2020 година просечно годишно имаат стапка на поврат на капитал од 16%, која што е поприлично висока. Нешто повисоко во периодот 2010-2016 20%, веројатно заради дискрепанцата меѓу платите и продуктивноста на трудот, која што е на страна на продуктивноста. Во периодот 17-20 растот на повратот на капитал е понизок, 13%, повторно ради тоа што во овој случај платите растат побрзо од продуктивноста на трудот. Пасивата уствари се вкупните инвестиции, односно состојбата со капиталот на самите компании, како се движела. Значи просечната годишна вредност на инвестициите е некаде околу 26 милиарди денари, тоа се некаде на ниво од 400 милиони евра. Со тоа што во периодот 10-16 овој износ бил просечно годишно 15 милиарди денари, во периодот 17-20 вредноста на инвестициите во самите компании била на ниво од 44 милиарди денари. Значи не се ова пари што ги вложиле, него колку нешто ги вложиле во таа година, него колку изнесувало самиот капитал на компанијата, односно колку компанијата во тој момент вложила средства и колку била вреднувана. Така да вредноста на самите компании кои што гледате доста скоро 3 пати повисока во периодот 2017-2020 во однос на периодот 10-16 година. Нето приходот уствари добивка, меѓутоа она што е битно да го потенцираме дека во концептот на нето приход се земаат во предвид и компаниите што стваруваат загуба. Значи не ги гледаме само тие што стваруваат добивка, туку се компаниите што стваруваат и загуба, или периодите или годините кога компаниите остварувале загуба. Значи во целиот разгледуван период нето приходот на компаниите е 45,7 милиарди денари и просечно годишно растел за 32%, што е доста висока стапка. Со тоа што веќе имаме во периодот 11-16 нето приходот растел со 118% просечно годишно, значи многу брзо. А она што е интересно е што во периодот 17-20 нето приходот па опаѓа.
со стапка од 13%. Повторно поврзано, меѓу другото, еден од факторите и разликата меѓу движењата на, односно порастот на продуктивноста на трудот со растот на платите. Меѓутоа сега зборам, значи не дека компаниите работеле со загуба, него нето приходот фактички за секоја следна година паѓал во однос на претходната. Меѓутоа имало вкупна добивка. Еве, просечниот нето приход на компаниите во периодот 10-16 изнесувал 22 милиарди денари, а во периодот 17-20 просечниот годишен нето приход, значи позитивниот финансиски резултат, изнесувал 23 милиарди денари. Односно не просечно се извинувам, него вкупно за тој период. Така да нешто повисок е во периодот 17-20 него во однос на 10-16. Се обидовме да извадиме, иако овие податоци не се целосни за жал, бидејќи ги немаме сите податоци за тоа колку пари државата исплаќа кон корисниците на државна помош, бидејќи не сите договори до пред известно време на корисниците во ТИРС беа кај нас, меѓутоа сега ги преземавме, така да се имаме целосен увид во тоа колку се исплаќаат и колку се уплаќаат. Да кажеме што е земено во предвид кај исплатите, грантовите за креирање на работни места, повратот што го даваме на платени придонеси и даноци, 10% што даваме, како викаме ние тоа, кеш компонента за оправдани инвестициски трошоци и градежниот грант. Она што се зема во предвид како уплати се она што реков придонеси од социјалните осигурувања, трошоците за даноци на плати и трошоците за данок на добивка на самите компании. И уплатите, плавите кули, исплатите, зелените кули. Повторно кажам, зелените кули не се целосни податоци, да не се стекне лоша слика, меѓутоа се секако индикатор дека државата има значителен бенефит. Уплати кон буџетот во однос на исплати кон самите корисници. Значи, светлоплавите кули, односно зелените, секако ќе треба да се прилагодат и ќе одат нагоре. Кога би ги земали у предвид податоците од Генерален секретаријат и од Агенција за странски инвестиции, кај што дел од нашите корисници имаат договори порано, бидејќи на различни места се воделе, меѓутоа секако нема да ги достигнат темноплавите кули кои што се сушност износот на уплати на корисниците кон буџет. Така да евидентна е разликата во полза на државата и тоа треба да се земе секако како констатација, која што повторно кажам нема значително се промени, дури ако ги земеме предвид податоците кои што сега во моментот не ни се на располагање, односно скоро не станаат достапни. Ова е вкупната уплата, она што го кажав 10 милиарди, вкупната исплата негде околу 2 милиарди денари, меѓутоа секако е повисока, така да ова е повторно кажам со забелешка дека податоците не се комплетни, меѓутоа разликата е евидентна.